Македонија може, но недоволно ги користи водените потенцијали за производство на струја. Водата, ветрот и сонцето остануваат речиси неискористени. Додека големите економии ги користат природните потенцијали за производство на струја, Македонија само пишува стратегии кои тешко се реализираат. Според вице-премиерот за економски прашања, ваквата слика полека ќе се менува. До крај на март месец ќе излезе тендерската постапка, транспарентна, со аукција за градење на фотоволтаици, и тоа над државно земјиште, тоа ќе биде еден тендер, а исто така и за градење на фотоволтаици на приватно земјиште, доколку некој има желба тоа да го прави на свое земјиште. Македонија користи околу 1/3 од хидропотенцијалот. Годишно може да произведува околу 5500 гигават часови електрична енергија од вода, речиси колку што е вкупното годишно производство на струја од сите капацитети во земјава. И дека Македонија заостанува на полето на енергетиката, реагираше и Европската заедница. Оттаму упатија низа критики за земјава во извештајот за напредок во областа за енергетиката. Во законот се предвидени правила до 1 јануари годинава, но тоа не се случи. Регулаторната комисија за енергетика се уште е во процес на консултации, но битно е овој процес да се финализира до првата половина на годинава. Како што знаеме, во земјава проблем се слабите ресурси во секторот енергетска ефикасност, и во Министерството и во Агенцијата за енергетска ефикасност не поседувате доволно персонал. И додека се редат реакции околу законот за енергетска ефикасност, се огласи и министерот за економија. Прашан зошто во извештајот на енергетската заедница се доцни со носењето на енергетските закони, Бектеши рече дека веќе се усвоени уредбите што се во надлежност на Министерството за економија, вклучувајќи ги одредбите за обновливи извори на енергија. Треба да се донесе нова уредба што се однесува до нафтените деривати, и ние како влада веќе сме им дале заклучок на Министерството за финансии, пошто тоа е нивна надлежност, и тоа заклучок и обврска им било дадено, мислам дека од октомври или ноември пред оваа година, и очекуваме што во многу краток рок тие да го достават до владата и да го усвоиме и да уредбе. Инаку законот за енергетска ефикасност цели кон намалувањето на потрошувачката на струја во земјава, и од него ќе произлезат обврски кон јавните институции и новите градби. Веќе наредниот месец предлог законот ќе биде усвоен во владата, а потоа пратен во собраниска процедура.